Добро утро и од мене време да го започнеме денешното издание на магазин. Денеска имам навистина интересна гостинка, човек кој што премногу ги сака животните и од што толку многу ги сака. Се врати во Македонија пред неколку години и го основа првиот и засега, ако не се лажам, единствен ранч за хипотерапија со коњи. Тоа е нешто ново што е кај нас, но во меѓувреме Марија, како што всушност е по карактер, секое животно кое што го најде или беше повредено и така натаму, таа му помогна и некако ги сплоти сите во едно. И денеска во општина Ранковце во Крива Паланка Марија има една плејада од животни, 60 во моментов, каде што може да ги посетите по претходен договор. Се незината приказна е навистина интересна, но што е најважно, таа незиното знаење и љубовта кон животните многу сака да го споделува со останатите, посебно со децата, па во моментов е актуелен и незиниот караван наменет токму за најмалите. Се ќе биде ова еден интересен разговор. Меѓу другото, незиниот штрк го има и во документарецот на Тамара, оној кој што во моментов е актуелен, но и во еден игран филм на Тамара кој што следува за идната година. За сите овие детали ќе ни раскаже лично Марија Дуда. Добро утро и добро ми дојде. Добро утро, Тина, добро ве најдов. Види каква среќа штркот. Да. Спасен, главна улога на крај ќе биде во филм. Да, знаеш, тоа е убавата карма на животните. Фрлени или повредени, на крај завршуваат со прекрасна приказна позади нив. Така си ќе раскажеме и за ова. Прво да ти посекам добре да знам дека многу рано си станата Сабајле. Морам да те прашам, како е секојдневно да се грижиш за 60 животни имаш од пред дека? Да. 60 на животни. Како е? Па весело. Да, обично е интересно, знаеш, на Сабајле целата фрка повеќе од денот, затоа што сите се будат рано и јас се будам негде околу 5-5:30 и тој еден саат и пол го крадам за себе со кафе пред да излезам надвор, затоа што ако излезеш надвор, ќе те видат коњите, ќе те видат патката и тоа е. И како реагираат одма? Така, да, трчаат под тебе и почнува нивното негување со храна, со се што им е потребно. Ама интересно е. Пак, како што кажа, мора некој да ги сака животните, за да тоа го издржи, затоа што не е за секој рурален живот, поготово не е за некој млад како мене или како тебе, што имал урбан живот. Јас со веќе 13-14 години со живење во Њујорк и одеднаш кога се случи ковид се враќам и така почна мојата селска идила. Од Њујорк до Ранковце, тоест селото Опила, така? Да, село Опила, да. Ете така, диаметрално спротивно. Тотално спротивно. Дали понекогаш ме интересира ти фали хаос на Њујорк? Па да, јас се трудам да идам. Темпераментен човек, Да, ми фали хаосот во Њујорк. Сега, знаеш што е интересното, лани кога бев во Њујорк, станот ми е претесен, некако бучавата ја слушаш. Претходно не си ги слушал тие работи, е нормално да имаш нормален мал стан во Њујорк. Сега навикнат на она кафе на тераса, гледање во планина, сега немаш ни тераса, немаш ни планина, туку имаш зграда пред тебе, зграда до тебе и излагаш метрото е тука и така да малку тоа ќе ти се деси некој шок. Ама јас, како што кажав, се трудам еднаш годишно да идам назад, да не ми фали тој урбан живот. Тоа е добро. Кога ги имаш двете варијанти на некој начин може да правиш комбинација. Ама што се случува кога Марија не е во Опила? Кој се грижи за животните? Тоа е добро. Тоа е многу одговорно. Да, јас 2 години имав одговорно лице, Бранкице, поздрав до Бранче, она се уште ми помага. Кога не сум тука, кога имам обврски на пат, кога сум неколку дена, моите ми се тука исто, татко ми и мајка ми помагаат. Така нека комбинираме со луѓе што знаат колку ми се битни животните и знаат да ми излезат во пресез за сите оние активности кога мојата работа налага да сум надвор од државата или од градот. Така, многу е убаво што ти оваа љубов ја пренесуваш и на најмалите, бидејќи, како велат, од мала возраст се учат основните работи, а тоа е една од основните работи апсолутно.
посебно во вакво урбано живење, кога нели за жал децата нема многу простор да го сетат оној селски живот, нели со животни, со сето тоа. И тие преку караванот во моментов кој што е актуелен, се обидуваш некако да допреш најмногу до нив. Како реагираат дечињата? Сигурно има некои интересни ситуации, вака анекдоти кои што ти се случиле, може да ги раскажеш. Знаеш како, ние нудиме посета кај мене на ранчот, на школи, на училишта, на едукативни центри. Тоа се случуваше се од април, мај до јуни. Кога е топло време, на посета, и правиме целосна едукација и за рециклирање, за пикник со животните, за негување, значи се буквално можат да видат како се чуваат, како се негуваат и буквално можат да ги галат, да ги четкаат магаренцата и коњите. Сега, овој период, пошто нели знаеме дека заладува и времето такво, решив да имаме како едукативен караван, значи јас со колата идам на барање или на соработка со едукативни центри, училишта, кој да ни се јави, може да не букира, со дел од животните. Значи, тука ни е мини коза, еже, штрк, петле, патка, зајче. Ти секогаш доаѓаат со тебе заедно. Тие секогаш доаѓаат. Како ги сместуваш во коло? Како ги организира? Интересно, кој е совозач? Јас совозач е Бамби, козата. Козата е Она е совозач. буквално како куче, затоа што со мене од 1 саат родена, мајка ја одби и она е израсната со мене, она е израсната внатре, она е израсната со кучињата. Значи, ја мислам дека со неа ми е многу полесно да патувам во кола отколку со некој куче. Затоа што она ќе си седне доле, буквално е мирна, сака вожња, со мене е била и во ресторани. Стварно? Во кој ресторани? Каде? Бевме во Неготино, во мексиканскиот ресторан. Викам, дали сте pet friendly? Да. И они мислат, ја ќе излезам со мачица. Ја носам коза. Истото се деси и тука во Скопје во Дводион. Така да, тука беше поинтересно. Остана pet friendly, нели? До Уште крај? не знам сега, не сум било тогаш. Е многу добар момент, затоа те прашав каде, бидејќи нели не секојдневна ситуација. Значи, Да. Во Неготино беа прекрасни луѓето, беа баш онака, пошто она беше многу мала, немаше ни месеци, трчка сегди скока и јас идам по неа и вика не оставете, супер, многу беше супер онака. Беа прекрасни луѓето во ресторанот. Да, они идат со мене и така да правиме убава едукација, носам од јадење, што јадат животните, како се негуваат. Зошто е битно да ги негуваме животните, зашто не се битни за природата. Сега минатата недела бе во Дариго во аеродром, едукативниот центар, поздрав до нив. Они беа одма букирани во првиот саат кога објавија дека ќе дојдеме со животните. Значи ова не достига, посебно во градот. Тоа сакам да кажам, малите деца, ако не се задоени од возрастните да се плашат од животните, малите деца се прекрасни, малите деца веднаш се поврзуваат со животните, затоа што не се плашат, поготово ако не се плашат и сакаат и се како нив сакаат да истражуваат, сакаат да допрат, па сакаат да гледат како реагира животното. И да, фали тоа кај нас, за жал и во поголемите градови, затоа што дечињата, јас се уште тврдам дека на нашите нови генерации дечиња им недостасува за градење на имунитет, за карактер, за дисциплина, за одговорност, однесувањето со животните и со природата. Значи мора да им посветите внимание да бидат одговорни личности, а тоа се учи преко, онака, како се однесуваат со животните, дали ги носиме на прошетки, дали поминуваат време во паркови или на село кај баби, дедовци, тоа е многу битна ствар за малите. се поретко го има. Па да, за жал, знаеш, со целиот оној брз тек на живот и сите родители се премногу зафатени, се помалку им посветуваат правилно внимание. Не викам дека не им посветуваат внимание, но правилно внимание на тие дечиња, поготово од трета возраст до 6-7 години, кај што навеќе сакаат да истражуваат, да учат, тоа се поретко е. И така да ќе видите детенце што сега ми се деси минатата недела, не знаат дека тоа е штрк. Не знаеа дека тоа е штрк. Што мислиш дека е птица? Гуска. Гуска, аха. Да.
Знаеш, не знаат. Мешаат, например, сме биле лани во училишта во Скопје, во приватни школи, која не викат на пикнизи, а магаренце не знаат дека е магаре, викаат конј. Стварно? Не разликуваат, да. За коза вика дека е овца. Има такви дечиња што не знаат. И тоа, нели, за нас може е чудно, пошто сме израснати со приказни, со гледање, со повеќе поминување во природа, но новите генерации, за жал, повеќе се осакатени со тој дел каде што не поминуваат време во природа и со живот. А како би знаела ако не видиш? Така, Нели од друга страна? Ако го немаш искуството. Добро. Тоа значи дека имаш едно убаво влијание, што е многу важно. Вака ти се верува, колку ти се промени животот после Америка во последниве 4-5 години кога си тука? Па да, ја чувствуваш таа драстично. промена веќе? Да, знаеш како, сега ја чувствувам првично, нели, првите неколку години беше ковид, така да сите бевме некој бунило. Последните 2-3 години, да, понекогаш ми фали Њујорк, ми фали оној друг менталитет на Америка што го нема кај нас, поготово нели за бирократските работи, но од друга страна па тука сум многу исполнета, многу душевно среќна, многу поради многуте работи што не функционираат у државата, те тера да бидеш креативен и иновативен за други работи, така да тоа е, ја ти речам, и предизвик и предност. Што правеше во Америка по друга страна? Каква динамика, какво темпо на живот имаше? Па имав компанија таму за спортска облека, така да што носам. Што носам. Да, функционирав со... Тоа уште функционира или не? Па не функционира веќе 3 години, но се трудам сега, мислам дека оваа година ќе стартаме пак. Да, затоа што и ми фали тој дел на бизнис делот од мене, кој што пак има некој тотален друг живот, не е само животните, не е само селото, туку пак јас пред да ми се случи ковид, трчав многу маратони низ цел свет. Сега сум уморна и трчам само по животните. Но важно е дека трчаш, че не си запрела. Но ми фали тој дел, поготово пак ќе кажам, на толку многу животни треба да биде се одржливо и треба да биде се според моите правила и критериуми, така да со бизнисот, активирајќи си го мојот бизнис пак, мислам дека ќе биде супер и супер поддршка и за овој руралниот бизнис со животните. Браво. Сега да кажеме за Штркот. Ајде. Кој што ќе биде главен лик во игран филм на Тамара, меѓутоа тој се уште нели е во фаза на изработка. Да, сега е популарен Силјан. Сега е популарен Силјан, ама и таму имате удел. Да. Јас Тамара ја запознав лани кога ми се јави за сцена во филмот што го снимаше документарец. Тамара не ја знаев претходно и отидов во Струмица, се снима 2 сцени кај што бевме ние. Прекрасно, мислам прекрасно. Прво, Тамара е прекрасен човек и прекрасен, креативен лик кој што знае точно што и како сака да долови нештото што го прави. И на сите топло им препорачувам кој ќе излезе Силјан да го гледат, затоа што ја го гледав. Нели, и е номиниран за Оскар. Да. Представник. Треба да го гледаме дефинитивно, да. И така да мојот Штрк беше дел во незиниот документарец и оваа година пак ми се јави, за прв пат добија средства за игран филм и оваа година снимавме месец и нешто, така да беше исто преубаво искуство. Како се поминавте на снимање? Со гледам тоа го правевме муабетот и пред емисијата. Не е куче кој што нели па ќе му кажеш седни или да. Ќе му кажеш седи, ќе седи, молчи ќе му. Јас бев изненадена затоа што Штркот мој, Јорго се вика. Да нема грчко потекло. Да не прилета од Грција. Супер се снајде. Вајда тоа затоа што е 2 години нешто со мене. Инаку ми е донесено од активисти од Кривогаштаник, каде што за жал некој човек во селото му ги има исечено крилјата и му раснат, ама не му раснат сразмерно и не може да лета. Он полетнува, ама не толку. И сега имаме ново исто штркче, лани имав 3 штркови, си летна, едниот летна, другиот еве кај мене, сега имам уште едно што лети, ама мислам дека не е спремен за оваа година, така да наредна ќе полета. Она сликата е
Ова е Јорго, да, ова е од Јорго, снимањето, да. Ова е од Јорго. снимањето. Јорго. Еве со Тамара. Каква судбина има Јорго? Да. Еве го тимот што стои позади нив на филмот. Така да пак ќе кажам, снимањето е едно убаво искуство, поготово со птица или со животно. Не знаеш нели како што ќе изреагира, затоа што позади камера се малтене 50-60 луѓе. Не се само тие актери кои што се инволвирани 5-6 луѓе, туку се 50-60. За него тоа не е природна средина, реално. Да, но имавте супер некои беше. интересни моменти, потешкоти, може би нешто да сме... Па и интересно е сега за Силјан ќе кажам, последната сцена која снимавме баш. Бевме и јас, уште 2-3 личности што имавме штркови и се снима сцената кај што со трактор треба да се изора нивата и штрковите идат нели да бараат околу нивата. И во моментот слетуваат, значи диви штркови уште 2-3 штрка. Стварно? Тоа беше прекрасно, да. И тоа е фатено, тоа е дел од сцената? Да, тоа е исто од Вау. сцената, што си слетуваа баш онака доаѓаат со нашите штркови. И тоа е убаво. Во оваа година кога имавме интересни моменти каде што мојот штрк требаше да биде во гнездо на куќата, врнеш и стураше. Треба да го ставиш, да не падне, нели? Така да имавме некои интересни, но се тоа се беше супер запазено и дел од екипата ми помага се што ми требаше. Значи, пошто се снимаше сега во јули, беше претопло. Секогаш кога снимав со мене сцената, штркот ми седеше во климатизирана просторија. Значи се беше као што треба. Браво. И ја викам, вау, супер е, пошто снимаш во Македонија, се чувствуваш дека стварно си од некој светски сет на снимање. Па веројатно е една од причините зашто филмовите на Тамара стигнуваат до Оскари. Да. Нели? Пристапот и професионалноста. Да. Тамара е поборник и за животни и за климатските промени и тоа е убаво што со секоја нејзина нова серија на филмови или проект што треба да го долови, секогаш и е тоа ставено како акцент. Промените или тоа што како ние се однесуваме со природата и биодиверзитетот околу нас. Баш. Само да споменеме за важноста на хипотерапијата со коњи, колку тоа е многу важно и колку помага на многу лица. До сегашните твои искуства што велат? Што вели статистиката од статистичкиот центар на Марија? Знаете како, дечињата или лицата со попреченост или предизвици, научно е докажано. Еве јас со моето искуство, затоа што јас си водам евиденција на секој гостин што доаѓа, секој што има детенце со посебни потреби, со која диагноза е, како и што има напредок. Тие луѓе што доаѓаат често, се гледа напредокот, но јас секогаш викам, тоа што ние може да сработиме пола сат или 40 минути тука, вие мора да го сработите истото и дома со детето. Не е само истото тоа кога ако очекуваш дека личниот тренер кај тебе идеш еднаш у месецот на теретана, дека ќе ти симне 10 кила месецов, а ти си продолжуваш со истите навики да си јадеш нездрава храна, нема да има ефект. Џабе што и да правиш. Така и со животните. Јас кога имаме хипотерапија, кога доаѓаат родителите, не си ги препознаваат децата каква конекција имаат со животните. И јас пак ќе им кажам, кога ќе дојдат, викам, оставете ги. Оставете ги да експериментираат, да истражуваат, да сега сте дошле за хипотерапија. Конкретно имав случај пред 1 месец со фамилија, прв пат ми доаѓа. Детето обожава на англиски да збори. Јас си зборам на англиски. Сега татко му вика, ама не, македонски треба му зборам. Викам, ама зашто? Он е толку интелигентен, он е толку... Зашто да се крати тој дел, ако... Да, зашто? Затоа што реално да бидеме дека сите дечиња веќе зборат англиски. Малтене учат од македонски. Да, повеќе од македонски. И сега тој аспект е што ти му викаш не фаќај камен, не ќе се испрлаш, ама остете. Понесете си плюс алишта, ама остете детето да биде дете тука, затоа што е среќно, сака да бои, еве зидови имаме многу, нека бои, сака да си игра со поентата, нели? Тоа е ама века ние имаме мачиња дома, он не ги пипа, тука не може да се одели од нив. Да, ама затоа што тука е
сите се околу него. Никој не го осудува, никој не му вика не фаќај тоа, не пипај тоа, освен нели ако не знам не влезе во штал или нешто, мада немам такви деца, туку одма имаат убава конекција со животните. И тоа е нештото кога вежбаме хипотерапија, кога не ми се мешаат родителите, кога се оставени на страна, да не ги гледа децата, да не му викат кажи сега благодарам, ама не, зашто? Остајте да биде детето, кој што треба да биде. Веројатно тие го имаат истиот пристап од дома, сакаат и таму. Да, и има ефект. Кај дечињата има ефект затоа што никој не ги осудува на ранчот. Најмалку животните ги осудуваат. Имаме дечиња со церебрална парализа, имаме повозрасни деца што доаѓаат што немаат осе, што го стискаат коњот или нешто. Коњот седи мирен. Коњот седи мирен, знае што се случува. Тоа е фантастично. Тоа е стварно феномен. Тоа е фантастично затоа што ние сме имале вежби со дечиња со церебрална парализа кај што само едниот дел функционира добро и ние со коњот детето му дава наредби и играат кошарка. Како да застане коњот за да даде кош детето, за да има вежби. Тоа е нешто, тоа само кога ќе дојдеш и ќе ги видиш тие некои вежби, тогаш гледаш и викаш вау. Како знае, како е мирен. Тогаш ти е верно, нели? Да. И има ефект. Јас секогаш им викам и на родителите, пошто некои родители не може секој да се дозволи да вози 100 км еден правец да доаѓа. Јас им викам можете истите работи, дел од работите да ги правите со вашето дете и во парк. Само бидете на отворено, поготово со аутистичните деца. Кај што им треба креативност, кај што им треба да се чувствуваат, да се чувствуваат слободни. Имате, сите ги имаме тие мали алатки, само време и внимание и фокус треба. Да, понекогаш веројатно нивниот стрес кој што ги имаат од околностите што им се случува ги па знаеш ти, но ние сме народ кој што осудува се. Јас знам дека тие родители се соочуваат со многу табу теми и нели осудуваност за се нешто, поготово мајките, да не збориме за мајките. На пример кога немаше ниту едно дете на роден ден на детенце со Даунов синдром. Така да јас пак ќе кажам, кога правевме програма со психолог и дефектолог и логопед кај мене, кога имавме програма кај што нудевме фул терапија, ние заклучивме сите, јас, психологот, дефектолог, логопедот, дека нашиот проблем не се дечињата, нашиот проблем се родителите. Родителите си имат бариери, родителите си имат очекувања за самите деца. Или неприфаќање за ситуацијата. Сега јас не осудувам, нели, секој си има своја позадина зошто тоа е така, но веќе кога имаш проблематика, кога имаш детенце такво како што е родено, само ќе се трудиш да биде многу подобро и да му го овозможи животот да му биде малку полесен. Не дека ти ќе направиш чудо од детето. Јасно. Мислам дека многу убава тема зачнавме за крај, нека биде ова една идеја за како може да се работи дополнително за сите родители кои што нели не следат, имаат потреба. Многу ти благодарам, многу брзо ни помина времето. Да. Следен пат вети дека некои од животните ќе бидат во студија. Ветувам. Денеска имаш обврски, за тоа не можеше, ама следен пат го правиме тоа. Договорено? Да, договорено. Ете, така, фала ти уште еднаш. Остани ваква, приземјена и секојаш полна со љубов, па да се гледаме за убави работи. Се гледаме пак. А бидејќи коњите ти се многу омилени, ги има во следниот спот кој што ќе го пуштиме. Уживајте со македонска музика и се гледам утре во 10 часот во живо. Останете на сите, следуваат уште многу добри содржини.